Море, исклучи го микрофонот. Добар ден, дечки. Како сте? Добар ден, наставниче. Добре. Спремни? Да. Ајде да не заборавам одма. Да ве подсетам дека наставникот Дејан ми замоли да ви кажам дека пратил покани. Онаму кај што праќал. Опетката е кај Челебитова и кај... Порече, чекај сега. И кај Јана. А за другите си знаете, веќе да ги подсетам само. Вака са, денес продолжуваме кај што застанавме. Значи, знаете за новините. Барбара, не мора раката уште не почнати да ја креваш. Ќе ја крениш кој ќе треба да работиш. Нешто кој ќе треба каже дека мораш да одиш. Рековме дека можеш слободно да одиш. Кај што треба да одиш. Вака сега. Ја ќе го споделам тоа што ќе го работиме денес. Вака. Значи тоа што го гледате, само да го тргнам на другиот монитор, за да можам да следам. Ете така. Сега почнуваме. Ви реков вчера дека ќе ви дадам домашна, ама не ви дадов, ама еве денес ќе имате. Се надевам дека ќе биде се во ред. Дали имате да прашате нешто? Добре. Не гледате ништо немам споделено? Гледаме. Имате нешто споделено. Добро, затоа гледам. Ништо ше имам споделено. Вака се. Ајде уште еднаш да го споделам тоа. Значи, исто како вчера. Вчера до која задача дојдовме, се сеќавате? 16-та ја решивме целата. Мислам дека беше 16. Да, добро е. Ајде вака. 16-та беше, јас сега ќе ги копирам исто како вчера задачите и продолжуваме да решаваме натаму. Работим исто како што работевме вчера. Сега, ако задачата што ќе решаваме е нова, во смисла дека прв пат ја решаваме, ќе видиме како ќе постапиме. Значи, еве сега ги копирам. Молам? Дали да стартираш задачи? Еве сега почнуваме одма. Значи, ќе направам нов датум за денес. Значи, 19.5. Да, има апдейт поинтересно ти е сега. Вчера ви кажував. Значи, не беше вчера тука. Гледате, повеќе икони се гледаат сега. Значи, секој ден го надоградуваат. Значи, секој ден нешто се надоградува ново, за да биде полесно за работа. Еве ги задачите. Сега ќе оставам место десно да пишуваме. Значи, сега ова исто како што работевме вчера. Гледајте задачата и тој што сака да ја решава задачата како вчера, да не остане на некој да му ветив, а не ја решаваш. Мене наставниче. Ајде сега со тебе ќе почниме вчера, како вчера, и за тебе е 17-та задача. Ја решаваме ако не можеш заедно, па после ќе видиме. Прво ќе претвориме во милиметри. Ајде прочита задачата да ја слушнат сите. Периметрот на триаголникот, чии страните имаат должина. Чии страни? Така, добро. Читай. 2,1 см, 32 мм и 4,9 см изнесува во милиметри. Значи, тоа што значи сега? Штом се страните дадени вака како што се, бидејќи ти се бара во милиметри, како е најдобро? Име во милиметри, сите. Така, значи страната А, првата, е 2,1 см. Колку е во милиметри тоа?
или 21 милиметар. Од скалата беше центиметар, па милиметар бе едно до друго. Потоа страната Б е 32 милиметри и таа нема потреба да се претвора. С е 4,9 сантиметри, колку е во милиметри? Или 49 милиметри. Добро, и сега треба да пресметаме периметар, тој како се пресметува? Треба сите треба да ги собереме заедно. Значи А плюс Б плюс С, значи периметарот ќе биде 21 плюс 32 плюс 49. И колку е тоа? 102 милиметри. Вака се сакам. Така, сега сакам да ве научам нешто, бидејќи сите имате OneNote. Видете сега. Ја бирате, горе забележувате која икона е избрана. Ова иконата горе, што е кај... сега ќе ви покажам. Тоа е како покажувачот со буквата А. Гледате кај кликнете? Тоа е третата горе. Лево. Иконата. Таму ми е покажувачот сега. Ако кликнете на незе, и потоа кликнете на било кој празен простор. И видите што правите. Ја пишувате првата димензија 21 плюс 32 плюс 49, значи ги пишувате сите бројки, пишувате еднакво и само оставате место. Значи спейсбар на или пак ако сте на телефон, оставате место на копчето за место. И ете, пресмета. Колку е решението, гледате? 102 милиметри. Така, ако тоа ви е мало, не се гледа, ќе одите во ова кај што е фондот и ќе го зголемиме 20. И еве го решението. Сега ќе го одведам овдека горе и решението ќе го запишем само L е еднаков на 102 милиметри. Дали ви е јасно колку е лесно да го користите OneNote како Digitron? Нема да ви треба Digitron. Ако имате пред вас OneNote, Digitron од сега натаму никогаш нема да ви треба. Ајде сега одиме понатаму. Сега ни треба... Ајде ќе одиме... Чекај се, одиме од оздола. Од оздола одам. Стефанија прва. Вчера одна, пред сега од назад почнувам. Стефанија прва. Да, тука сум да слушам. Добро. 18-та дошо за тебе. Периметарот на квадрат со страна долга 47 милиметри е еднаков на... Чекај да нацртаме квадрат првин стој. Еве квадрат. Значи, периметарот на квадрат. Значи, периметарот на овој квадрат ни се бара. А неговата страна, еве ја страната, а што знаевме за страните на квадратот? Дека сите се еднакви. Значи, и ова ќе биде А, и ова ќе биде А, и ова ќе биде А. Едам погоре да се гледа сето. И сега што треба да најдеме? Ама пази ни се бара во што решението да биде? Решението ни се бара да биде во сантиметри. Аха, и сега што правиме? Прво, ќе одиме по формула и крајното решение што ќе биде дадено во милиметри, ќе го претвориме во сантиметри. Добро, може и така, ама не ли е подобро да го претвориш, ама добро, тогаш ќе бидеш во децимален број да работиш. Добро, одиме како ти сакаш, ајде. L е еднакво на А по 4. Значи 4 по А, бројките напред се 4 пишуваат. по А. Добро. L е еднакво на... Ама пази, а така, наместо L го знаеш колку е. Наместо L пишуваш 47, а не страната, извини долго. Страната е. Страната е долго, L е добро. еднакво на Добро. 4 по 47. Добро. Сега пази, дали имаш, ти немаш, ама еве јас кај вас, да не сметаме, да не губиме време, да ве научам да го користите OneNote. Кликнувате на опцијата за пишување и пишувате 4 по 47 еднакво и ете ни пресмета за нас OneNote. Дали го гледате решението? Да. Еднакво на 188. Така, еве ја ќе го искористам тоа пресметаното од компјутерот. 188, но што? Милиметри. Милиметри. А нас ни се бараше во Во сантиметри. тоа е колку?
18 сантиметри и 8 милиметри и Значи, 18,8 ете, сантиметри. вака ќе запишем 18 центиметри и 8 милиметри, како што кажа, или 18,8 центиметри. Сега, кој од овие две решенија што ви кажа, сметаш дека ти е точно според барањето на задачата? Второто, 18,8 Ете сантиметри. така. Затоа што ти се бараше тебе... Второто бара само во сантиметри. Така, а ова горното е во повеќе именува. Значи, истото решение, ама во сушност беше малку изменато. Во ред, одлично. Ајде сега да видим да се подготви тој што е пријавен. Значи, кој што сака да решава, нека се пријави. Завршивме со Стефанија. Его сега се пријави Ковиловски. Тука сум. Добро. Сега за тебе, Златане, решаваме 19-та задача. Може да ја прочиташ, треба да зголемам. Прочитаа задачата. Колку метри изнесува периметарот на правилен шестоаголник со страна долга 20 милиметри? Значи се работи за правилен шестоаголник. Тоа што значиш? Сите страни се исти. Значи n е 6 и сите страни му се исти. Колку е долга едната од неговите страни? 20 милиметри. Одлично, 20 милиметри. Па како ќе пресметаме колку му е периметарот? L Добро. еднакво на 6 по 20. Значи 6 по А, тоа е 6 по 20, не ни треба да ги трон сега, колку е ова? 120 милиметри. Добро. Се види, решенијата се сите во метри. Значи сега ќе треба да користиме скалата. Еве ќе ја напишем овде. Метар, дециметар, центиметар, милиметар. Ајде сега објаснувај како. Нулата е кај милиметри, Добро. двојката е кај сантиметри, Добро. а кецот е кај дециметри. Добро. И Запирката е меѓу метри и дециметри. добро, и нулата е кај метри. Значи колку е периметарот сега во милиметри? 0,12 метри. 0,12 метри. Одлично. Нулата може да избришиме. Така, одлично. Софија беше пријавена, да не се предомисли. Софи, Не. не се предомисли, ти зато те видов преска. 20 за тебе, може? Ајде вака, може да ја прочиташ? Страната на правилен стаголник со периметар 26 см е долга. Значи, ова е даден што? Периметар На што? стаголник. На правилен шестоаголник. Тоа значи исто како преѓеска, има 6 исти страни. Како ќе најдеме колку е долга страната? 26 ще го поделиме. Значи, L пишуваме, периметарот се пресметува 6 пати по должината на страната. Значи, од тука страната ќе биде периметарот поделен со 6. Или тоа запишано како дробка L врз 6. А тоа е 96 врз 6, да не делите, ти ќе почнете одма да делите. Сега, со што ќе кратиме? За да не делиме. Со 2. Ајде со 2, горе ќе добиеме 48, долу 3. Да. И сега пак со 3 делиме. Долу 1, горе 16. Чи страната колку е? 16. Така, која е решението? Да. О да, добро е, браво. Сега, одиме нагоре за наредна задача. Немаме тука. Чи Софија завршивме. Матеја беше. Марко. Марко беше пријавен. Да видиме сега која задача е за тебе. Да појдиме кај задачите.
Чекај да видам. Не, овие не се тука. Еве ги задачите. Сега одиме понатаму. Вака, две пат веќе копираме овдека, оти се слични, нови се вакви задачите, до сега немаме решавано. Еве вака. Еве. И го зголемам ова, затоа што имам за да ви покажувам поприлично. Во него можам да пишувам, вака. Марко, може да гледаш? Да. Ајде сега. Според тоа што ти е дадено, што треба да направиме? Да ги собереме страните. Така, периметарот на дадената форма. Да, ама пази сега. Кога зборуваме за периметар, треба да ги собериш сите страни. Еве вака сега. Јас ќе означам темиња овдека. Значи, ова е теме А, ова е теме Б, ова е С, ова е Д, Е, Ф и ова овдека. И за и тебе ти исклучи, ќе се приклучиш, Марко. Значи, кој ќе пресметуваме периметар, треба да го пресметаме збирот на сите страни. Но Марко, дали ти ги знаеш сите страни тука по должина? Или една страна не знаеш? Или две? Не, една страна не знаем. Две не знаеме оствари тука. Ајде вака ќе одиме. Периметарот ќе биде АБ, дали ја знаеме таа? Да, 2 см. Така, одиме БЦ, ја знаеме? Да, 4 см. Така, ЦД? Да, 3 см. Добро, одиме сега наредно. Пишувам сите оти, тоа е периметар. Сега ДЕ, дали таа ја знаеме? 2 см. Добро, а дали ЕФ го знаеме? Не ја знаеме, ЕФ. Добро, значи ајде ќе ја заокружам, оти треба да се најде. И после имаме ФА, дали таа ја знаеме? И не ја знаеме. Вака и дури ќе ги обојам тие двете страни. Значи, за да најдеме периметар, треба овие обоени страни, должините нивни да се најде. Сега да запишеме тоа што знаеме. АБ рече дека е 2. БЦ е 4. СД е 3. ДЕ е 2. Колку ќе биде ЕФ? Ова делчето овдека, ќе го обојам со жолта боја. Ова делче овдека. 1 см. Како најде? Бидејќи ДЦ е 3 см. Така, значи тоа би било до овдека. АБ е 2 см. Тоа значи така, ова делче би било 2, бидејќи целото е 3, ова мора да е 1, значи ова е 1 см. Добро е. И ФА, тоа е ова овдека. Таа е 2 см. Зошто? Бидејќи БЦ е 4 см. Значи, А одавде ДЕ е 2 така, значи останува да е ова 2 см. Одлично. Ова не мора мерните единици. И периметарот колку? 2, 4, 6, 10, 13. 13, така? 14. 2 и 2, 4, 2, 6 и 4, 10, 14. Така, добро пресмета? Да. Значи 14. Па после ќе работиме за плоштини. Добро, благодарам. Ајде да видиме кој беше друг пред после Марко. Маја. Маја. Добро е, Маја. Ајде вака сега. За тебе 22. Периметарот. Значи, од каде да почнем со... Значи, прво правило кој ќе решавате вакви задачи, да си ги означите темињата на страните. Значи, не е битно кај ќе почнете. Ти кажи ми каде да почнем. Да означувам А, Б, С, Д. Кај ќе речеш ти таму? Од озгора меѓу 4 и 5 овдека? Да. Ајде тука. Тука ќе биде А. Овдека ќе биде Б. С. Д. Е. Ова е Ф. И сега периметарот како ќе биде? Правилно. Збирот на сите страни. Значи одиме АБ должината плюс БЦ
плюс CD плюс DE плюс EF и уште плюс F. Немаше место горе. Ај сега да видиме кои страни ги знаеме од име со ред. А, Б ја знаеме? Да, 5 5. см. Плюс BC 3. плюс CD дали го знаеме? Не. Ај сега како ќе го најдеме ова овде? Тоа е ова овде. Што мислиш? Сам дека е 4 см. А зашто мислиш дека е 4? Точно е 4, ама зашто мислиш дека е 4? Бидејќи горе А, Б е 5 см. Така, значи тоа овака се прави. Ако ова го нацрташ горе, значи ова бидејќи исто е правоаголник, ќе биде 1 см и остануваат овдека 4 см, а бидејќи ова е правоаголник, тие се исти. Значи точно е 4. Колку е DE? Се со сино ќе го направам. Тоа е ова овде. Д е 3 см. Ај, види го. Не е 3. Целото е 4. 1 см. Така, 1. Значи, до овдека целото е 3. Значи, ова е 3. А бидејќи целата е 4, останува 1 см тука. Значи, плюс 1. Потоа EF. 1. Добро. И плюс FA. 4. Така, 4. Периметарот колку е сега? 18. 18. Сега, намерно не пишувавме мерна единица, затоа што забележуваш секаде 10 см. Да. Оти ако не беа сантиметри, првин ќе требаше да претвориме, ама бидејќи се секаде исти, не пишуваме мерна единица. Сантиметри. Одлично. Ајде да видиме сега кој е нареден. Одиме со ред. Марко помина, Маја помина. Од тие што се пријавени, Елена. Не слушаш, Душо? Добро, еве сега да ги најдам задачите, значи до 23-та дојдовме, да ги копирам за тебе задачите. Одека има една. Сега, ова задача оди со упатство, ма не ни треба на 100 упатството, е многу лесна. Сега во оваа задача за тебе, наместо да бараме периметар, ќе бараме плоштина. Тоа е исто. Вака ќе го зголемам за да биде добро видливо. Еве вака. Сега, треба да најдеме плоштина. Вака. Елена, ти ќе зборуваш после, ама првин да ја решиме ова, од има неколку начини, ти ќе зборуваш за наредната. Може така? Јас да ја решам ова. Вака, за да биде и полесно. Видете сега. Одека ова задача има едно упатство кое ви вели соберете ги плоштините на двете помали форми, ама не мора да ги собираме, сега ќе видите. Ова задача ќе ви решам на два начини, тоест има на три начини како тоа да се направи. Еве сега ќе зборувам на прв начин. Првиот и вториот начин се исти и се добиваат со делење. Вака ќе дадем со делење на дадената форма. Значи на помали делчиња. Првиот начин е така направен што ќе ја делиме формата на, во случајот, делчиња. При тоа делењето може да го направим еве вака. Хоризонтално. И при тоа ќе добиеме два правоаголници. Едниот правоаголник ќе го обојам. Еве со жолта боја. А другиот, еве овдека со, ова е синава. Сега. Оваа плоштина ќе ја означиме со P1, а другата плоштина со P2. Па целата наша плоштина ќе биде збирот од плоштините на двете делчи. Наставниче, Молам? P2 е правоаголник.
Ако така испадна, ама не мора секојаш да биде така. Отис димензиите се така дадени. Значи сега одиме. За да пресметаме колку е P1, треба да најдеме колку се должината и ширината. Должината му е 3, значи 3 cm, по ширината 2 cm. Значи P1 има 6 cm квадрат. Јасно? А додека P2, ева долу, неговата плоштина е должина, 2 cm, по ширината ова овде. Сега, видете, овој дел е 2 тука, значи и ова делче овдека е 2 cm, а бидејќи целото е 4, тогаш ова долу мора да е 2 cm и точно како што кажа Матеа, P2 е квадрат. Неговата плоштина е 2 по 2. Тоа значи P2 е 4 cm квадратни. Тоа значи дека плоштината на целата форма е P1 плюс P2 или плоштината е 6 плюс 4 или плоштината е 10 cm квадратни. Ова е на првиот начин. Дали ви јасно? Са, бидејќи треба да го покажам тоа на уште еден начин, јас сега ќе се обидам да го селектирам ова, ма нема да можем да го избришам. Значи вака сега да ја најдеме, ти требаше на уште еден начин да ја решиме, да појдеме во претходниот дел, кај што беше задачата. Вака ќе ја копираме. Еве го. И ќе појдеме во делот кај задачата, ќе ја копирам уште два пати, и ви реков дека имаме уште два различни начини. Еве го едниот начин, тука ќе го решаваме. А овде ќе го решаваме другиот начин. Сега. Вториот начин е исто така со делење. Значи имаме втор начин. Првиот начин на делење беше по хоризонтално. Сега. Во овој втор начин ќе делам вертикално. Повторно ќе добивам два делови. Ова е еден дел, помал. И уште еден дел, овдека поголем. Сега. Плоштината на целото ќе биде P2, а овдека ќе биде P1. Значи, комплетната плоштина што ќе треба да ја добиеме, повторно ќе биде збирот од плоштината на деловите. Така што сега го разгледувате делот P1. Значи, првиот правоаголник. Еве ќе го прецртам овдека, да не го цртаме таму горе. Треба да најдеме колку му е ширината, ако ја знаеме должината. Значи, должината е 2 cm, треба да најдеме колку е ширината. Ајде да видиме дали можеме да најдеме тоа како е дадено. Ширината е 1, така, затоа што горе целото е 3, ова делче е 2 cm, значи ова делче што останува мора да е 1 cm. Значи плоштината P1 е 2 по 1 или 2 cm квадрат. Ајде сега да видиме колку ќе биде P2. P2. Тој е поголемиот правоаголник. Кај што одма се гледа? Должината му е 2, а ширината му е 4. Односно, P2 е 8 cm квадратни. Дали јасно? Да. Значи, сега, конечната плоштина
е P1 плюс P2 или 2 плюс 8, тоа е 10 cm квадратни. Да провериме дали иста како претходна? Да. Дали јасно? Сега. Овдека сега имаме и трет начин како тоа да се направи. Третиот начин на кој што ќе го направиме решението, овој се разликува од сите претходни, каде што во претходните два делевме, сега ќе доцртуваме. Ќе доцртуваме. Дали ви јасно? Значи, ќе доцртаме нешто за да го направиме цртажот поедноставен. Значи, некогаш овој начин е многу побрз од претходните начини. Видете што ќе доцртаме сега. Ева, го доцртуваме, сега видите, го доцртуваме овој дел овдека. И са овој дел што го доцртавме, што е? Догледање. Па правоаголник. А што е тоа што го добивме целото? Правоаголник. Значи, видите, ова сега што ќе го обојам со жолта боја, е уствари делот што треба да му пресметаме ние плоштина. Еве вака. Значи, ова овдека треба да го пресметаме и затоа ќе го означам вака. Тоа е P. Ова што го доцртавме е P1, ама во случајот P плюс P1 ни прави нов правоаголник P2. Значи, ова е дадениот, P1 е доцртаниот дел, а P2 е новата форма. Дали ви јасно што направивме? Ајде најдеме се колку е P1, тоа што го доцртавме. Рековте дека е правоаголник. Колку му е должината на овој правоаголник, односно ова делче овдека? 4 по 3. Чек, побрзај. P1 правиме муаме. 1 сантиметар. Ете така. Бидејќи ова целото е 4, а до овдека е 2, значи ова мора да е 2 cm. Значи P1 ќе биде 1 по 2 или 2 cm квадратни. А P2 таа големата што ја добивме фигура, ќе биде 3 должина, 4 ширина. Или 12 cm квадратни. Сега, ако овие две вредности ги замените во тоа горе почетното, што ќе добиеме? Дека, како беше? P1 плюс P е P2. Значи, 2 плюс таа што ни треба да е 12. А плоштината што треба да ја добиеме 12 минус 2 или таа е 10 cm квадратни. Еве видовте дека и на овој начин решението е исто како и претходното. Дали ви јасно? Вака сега. Сега ќе отворам задачата, и малку е подолга, ќе оставам место, да е првин ќе отворам задачата за Елена. Таа требаше да биде наред. Вие сите гледајте, еве ќе отворам овдека, еве ја формата. Еве ќе ги покажам и двете уствари. Стојче, Мола? морам јас да излезам од часот. Треба да... Пријатно. Пријатно. Вака сега, овие две задачи, сега едната е за Елена. Ама можете сите да ги решавате, еве ќе ги зголеам за да ги гледате. Вака, за да ги гледате димензиите. Ова горе е 10 cm. Имате колку е? Сај 35. 5 минути да ги разгледате и потоа се слушаме по 5 минути. Наставниче, онда пишува 5, нема ни сантиметри ништо.
Да, мислам дека е 5 затоа што фали, не може да биде метри, значи мора да е центиметри. Виде која? Јас ги разгледам. И па ајде реши ги. Настане че ги решив, го знам резултатот. И јас. До кец. И јас. Така? Овека че ти почне од кец, ево го, овојте, од кец до 6. Да, така, ќе видиш пуштините овие. Това цела Ама видео дека да е функција, бе. Каде е триаголник? Ево да, одеса. Ова ти е пуштината овде. Ова ти е пуштината. Ама не е плоштина, мори душо. Ќе пресметаш ова, ти пресметаш ова. Ама како плоштина? Ти на функцијава, ти само границите од ова треба да го определиш. Ето тоа што дека горе-целото ти од 0 до... А зашто ти треба, значи принтер. А ти вака века где? Не разбирам шо ме. Пресмета е вредноста на интегралот, каде Д, на област Д. На област Ова е Д. област Д. Па тоа што не може да прави. Сијата ќе биде граница. Сега ќе решим. Супер. А, да. Во право си барем X. Второто Равенката на тројка, правата да, најде. Да. Ја најдов, да ви ги најде или си. Ајде вака сега, дечки, дај да решиме таа што треба и ќе завршиме. Значи, ова го довршуваме и го остае за денес. Значи, ајде Елена беше. Елена, слушаш? Значи сега, како од овие три начини што ја кажав, што избра ти за да пресметаме плоштини? Ќе доцртуваш или ќе делиш? Делиш хоризонтално. Одлично. Тоа е вака. Еве јас ќе ги обојам толчињата. Ти не мора да ги боиш така, ама јас за да се гледаат, ќе ги обојам двете. И сега додека бојам ти кажувај како ќе правиш. Добро, не морате мињата сега да не губиме времето и не ни треба периметар, да ни требаше периметар ќе ги означуваш. Сега само плоштина ни треба. Вака, P1 ќе биде помалата, а P2 поголемата. P1 ќе биде колку рече? 1 по? Значи оваа страна е 1 сантиметар, затоа што ова овдека ти е 4, а целата е 5, значи ова овдека е 5, ќе морава да е 1, добро. Тоа е 1 сантиметар квадратен, а P2 колку е? Така, затоа што тоа е 10 по 4 или 40 сантиметри квадратни. И плоштината ќе биде P1 плюс P2, значи 41 сантиметар квадратен. Може и да сега. Не, душо, ете кажа ти се одиме со ред, се договоривме. Ајде одиме сега на редната. Мислам дека наредна беше пријавена, да видам сега. Елена завршивме. Ангела, ќе ли би тоа? Уште двајца сте, ај за вас ќе завршим уште денеска и готово. Уште двајца има пријавено. Ќе ли би тоа, слушаш? Да. Ајде сега видиме. Димензиите ако не ги гледаш. Тука е 2, тука е 4, 3 и 2. Сега плоштината. На кој начин ќе ја пресметуваш? Со доцртување или со делење? Делење, наставничева задача решивме. Истата е? Да, вие ни ја објаснувате. Па јас не ни ја видов, не ни забележав. Да, добро, ти гледаш со друга бројка е пишана, понатаму е во задача. Добро. Ајде сега да видиме што имаме наредно, ако е сето исто, завршуваме за денес. Значи ова е со триаголник и со четириаголник. Вака, се добро е. Овие двете задачи сега ќе ги копирам. 26-та, 27-та и 28-та ви се за домашно. Ги копирам, за да може да си ги да направите скриншот.
Овие задачи ќе ги имате како домашна задача во тимовите. Еве сега ги местам тука и ќе ги зголемам. Еве вака. Направете скриншот, пресметајте и тоа со тоа денес завршуваме. Овие повторувам 3 задачи за моите ученици ќе ги добиете како задача во Teams, како assignment, и вие треба да направите документ во Word или презентација во која што ќе биде прикажано решението, или пак да го решите на лист хартија и да го снимите, да го сликате и да го пратите како одговор, но задолжително во Teams. Дали е јасно? Со тоа завршивме денес, дечки, и еве ветувам наредниот час Деа, Ана и Ангела се први што ќе почнуваат. Значи тоа е утре. Ете така, се гледаме, значи, дечки, утре.